затоа што тоа е достапно во пишана форма, а сега особено на интернет можете да го најдете. Меѓутоа, ќе се задржам на дел од тоа житие, затоа што житијата на светителите се пишуваат за да го да поттикнат нашата побожност и да го поттикнат нашиот живот во Христа. Еден сегмент од нејзиниот живот е следниот. Запросена е да биде жена на управникот на епархијата. Тоа е како една голема држава. Епархиите во Римското царство биле по територија како денес прилично голема држава. И тој бил многу богат човек и со слава. Секако зашто еден бил како денес да мете председател на некоја држава да запроси некоја жена. А таа, Света Марина, му рекла: јас имам свој младоженец. Тој е Господ Исус Христос. Зборуваме за време на крајот од 3 век и почетокот на 4 век, кога живеела Света Марина. Да му го рече тоа е една жена на еден маж, и тоа така богат со пари и со слава, како што бил епархот на таа епархија, било премногу храбро. Во тоа време христијаните биле гонети се уште. Зборуваме почетокот на 4 век, кога се уште не е христијанството примено како слободна вера во Римското царство. Во тоа време и сега жената е малку подчинета, особено во овие балканскиве држави, ама особено во тоа време жената била многу подчинета. Зашто? Прво, не работела. Не работела во смисла како денес, независна да биде со средства некакви. И зависна била од мажот. А кога е зависна од мажот, таа сигурно сака и побогат живот да има, побогато да може да троши повеќе пари. И затоа е многу индикативно кога една таква жена, каква што е Света Марина, на 20 годишна возраст одбива се светско, со други зборови, за кои чезнеат многу други жени кои не се запросени од епархот. Ама таа вели: го имам за младоженец Господ Исус Христос. Ке повторам уште во тоа време е гонето христијанството, а епархот бил и врховен судија во неговата епархија. И тој ги судел христијаните на смрт, секако, ако верувале во Христос, а не во боговите кои биле озваничени во Римската империја. Сега оваа жена Марина му вели на епархот, кој може да ја суди, му вели: јас не верувам во вашите богови, го имам Христос за младоженец. Како би се осеќал таквиот епарх тогаш? Колку повреден? Од една страна, во очи му кажува дека твоите богови се лажни богови. Од друга страна го одбива да биде жена негова. Зато понатаму нема должам подложене на маки, затоа што е христијанка секако, ама и од злобата на епархот што не прифаќа да му биде жена. Света Марина и со помошта Божја се изборува не во овој живот, за идниот живот да има вечен. А тоа е многу важно. Ние христијаните уште сега живееме вечен живот. Ама многу малку луѓе се свесни за тоа, како Света Марина. Што ми вреди за малку овој живот. Ама идниот живот е вечен. Тој живот вечен да го заслужуваме. Ама преку ваквите примери ние се восхитуваме, односно
добиваме инспирација за поревносен живот христијански. Затоа, браќи и сестри, многу е убаво и се радувам и затоа дојдов, што како втора слава црквата е посветена на Вознесение Христово. Меѓутоа, скоро исто луѓе се собираат и на овој празник на Света Марина. И многу е убаво. Меѓутоа, гледам колку е малечка црквата за да ги собери сите во селото, овде во Свето Митрани. Селото Свето Митрани, вие подобро знаете, го носи името на Свети Димитри. Свето Митрани, тоа значи како селото, да речат, на Свети Димитри селото е ова. Во тоа село на Свети Димитри, оваа црква на Вознесение Христово има и втора слава, денеска, Света Марина. И убаво што селото се собира на оваа слава. Меѓутоа ми се чини дека е премала црквичката за луѓето што сакаат да се црквуваат. И гледајќи ја вака ми доаѓа една идеја да не се руши црквата веднаш, туку да се прошири, да ги направиме зидови околу црквата и кога ќе бидат тие готови, тогаш евентуално да се најде чаре да биде поголема црквата. Или друга варијанта е на некој друго место да се направи поголема црква. Меѓутоа, самото село кое го носи името на Свети Димитри заслужува поголема црква, а и вие особено заслужувате кои се собирате на ова место во голем број за барем 2 пати годишно, за празникот на Вознесението и празникот на Света Марина. Тоа нека ни биде некаква перспектива за иднина, затоа што по тој ќе не познаат нашите идни генерации, што сме им оставили, вака кој ќе погледнете, овие се сигурно прески од 18 век, колку што ги гледам. Ние да не мрднеме со прст во овој 21 век, кога имаме барем 5 пати подобри услови да направиме 5 пати поубава црква, отколку што не оставиле нашите предци. Нашите предци делеле од залакот за да го направат тоа. И ние не значи дека нема да делиме од залакот, ама ќе делиме со перспектива за некој да го цени нашиот труд во иднина. Тоа е животот на црквата. Ние не правиме потрошувачко општество само сега да проживееме ние и не ние. Тоа ни го покажува Света Марина. Ако и беше нејде да проживее овој живот, една 20 годишна девојка ќе се занесе од понудата на председателот на таа епархија. Ама таа не мари за тоа, ична и е гајле, зашто има перспектива за вечноста. Таа вечност ја посакуваме, таа вечност ја бараме, ама за таа вечност нешто и да сработиме. Господ нека ни даде сили да истраеме во ова време на искушение кое постои, по примерот на Света Марина, која вистина претрпе големи маки, затоа е великомаченичка. Претрпе големи маки, ама во суштина го закваси времето од тој 4 век до овој 21 век. И ја спомнуваме. Секогаш на празникот, кога и еве по нов стил на 30 јули, ние спомнуваме Света Марина и се учиме од нејзините подвизи, кои се многу важни. Благословот Божи да биде на вас, милоста Негова нека ве храни, нека ве чува во сите дни на вашиот живот.